Јас се враќам од тренингот и гледам на телефон пропуштен повик од македонски број. Здраво, Томе, тука од Шричин мој. Само што ми прелета Ти ги мислата. читаме мислите, не знам дали знаеш. А ја тотално, значи, кај што е палецот, го исаков платното на патиката. Па тоа бе за да, Вака си ја уништив патиката. да бе за да излезе За да тука, бе. искочи палецот Да. таму, кај да си е слободен, да си шмафта. Најдобар избор за оние што сакаат да го зачуваат својот вид и да останат активни. Очна болница Деница од Скопје. Запомнете, јасниот вид е клучен за вашите спортски перформанси. БК15 кај братот Апарел си имате 15% со нашиот код. Добар ден, мојот фейл е за Шричин мој. Дека се пријавив на 24, а се откажав на 12 сат. Очекуваше колку да истрчаш? Да ја почнам преказната цела? Не, чисто да ќе нафрлиме Статистиките? што и ќе почнеш ти. Сакаше да истрчаш колку? 120 ми беше као Таргет. не таргет, као минимум, брука. Брука. 120 километри минимум е да ме... За тоа што кога ќе ја раскажувам причата ќе биде јасно, ама ствари што ќе кажам, недела дена пред тоа ја одев 50 за 10. Одење. Ја така си рекол, добре, ја 24 сата да ги одам, Се 120. ќе одам 120 километри. И си реков, Ама добро, немаш така ти да тргнеш. Таа математика не функционира. тоа откривме после. Ако за првите 10 сум направил 50 километри, па добро, ја за 100 сата. Ама одење, човек, одење. Има Бе, тука пак. комплексна математика после. Ама така си тргнав ја, индијански, скроз 24. До душа ја као тоа не дека имав некој таргет за километража. Ја само сакав да си го искусам 24 часовниот ултра дистанс ивент. Сакаше лани, те Сакав поремети лани, Белград, бевме у Белград. се погоди, дај ти пријавен, ти пишуваа луѓе, Да. нели, кај си, Број еден бев. Стварно? Годинава. Реден број 1. Па дека си прв регистриран, ти ја префрлуваат од лани регистрацијата. Оние така. бројчиња кои си Не, зимаш. јасно, не викам, обично кецови ги даваат на Дарио, на Скопски, разбираш. Не, ова е кој прв се Ама ти регистрирал, од лани валјда. само ја префрли за И годинава. Они ми ја префрлиле. Заборавив на тоа, да. Шричин, мој ми ја префрли регистрација. Јас сум фактички првиот регистриран за За 2025. следната од прошлата. И се така. појавам таму со реден број 1. Си викао ти овој Главен фаворит. 400 километри ки стрчас. Ама па за разлика од лани, кај што беа све наши, и си тепаше Катарина со 117 нешто, оваа година викнале зверови странци. Имаше италијанци, шпанци, американци, онакви будали што трчале по 3000 километри, такви Тоа бе трки. по 3000. Да бе, има таа е најдолгата официјална трка ултра, не знам што, 3100 километри. Ау. 2000 mile. 3200 километри. Не знам, трчаат валјда 2 недели, 3 недели, месец дена, нон-стоп. Што е тоа бе? Е па Шричин мој, тоа е причата. Себе надминува, ова нема врска со трчање. Јebote. Тоа ќе биде после дел од приказната моја за како така лесно се откажав. Па добро бе. Како беше на трката? Добро, ајде. Сега ти твоите мојот статистики. фейл е, Не успеав да се квалификувам на Белград, затоа што се преефнели во елит. Сакам да се мерам со најдобрите дур. Ми е задња година у години кај што не сум мастер. И не сакам никад адванс тоа скел, не сум се пријавил у животот, зашто кросфит имаш елит, скелд, сега у модерно има адванс па скелд, и пример нема одење на раце, handstand push-ups, muscle ups, овие скелд категории. И чат пат килажите се помали. Не чат пат, помали се. И луѓе што тренираат кросфит да немаат толкав скил, а за да се до такмичење беа тие категории. Да. Сега у задниве 10 години јас кога не сум такмичал направиле advanced, па scaled. И ти текнува advanced лани дека ги гледавме на Белград, има не толку комплексно, ама wall walks има, например. Нема одење на раце. Ама пак Да. над зидот
хендстенд има, згибови некој масалап, не знам како им беше финалето, ама може да имаше бар масалап. Така да тие се она, да речеме, им фалат килажи за до елит левел, Да. тој калибар на такмичари, али има една стигма околу таа категорија низ историјава на кросфит такмичења, се пријавуваат за прв у село, зашто има награда, парична. И пример, лупам ова од ракав, немам појма, 500 евра е прва награда, Белград Геймс, не знам колку Да, стварно, да. за Advanced. И сега, Тој реално треба у елит да се да пријави. речеме тој што треба елит, да, се пријавил Advanced и сега па ваму имам шанса да победам, не разбираш? Добро да и Јасно. од Advanced некој јако бате у Scaled им оди, на пример. И ова скроз зависи од човекот што сака да си Да. се пријави, нема Буквално. И секој уште јас кога такмичев 15-16 имаше батиња такви, што сега се многу елитни надпреварувачи, то од Босна тој Џурич, што се пријавуваше така на Scaled на почетокот. И беа као, дечко, ти не си за овде. си правеше парта. И си правеше партал. Ама што? Зашо? Стварно. Која е поентата? Нема сатисфакција од тоа. Поубаво поставен у град него прв село буквално. Да. И јас си се мерев свесно, дели ти реков, оваа година не ќе wild карти, не ќе ништо. Сакам да си одам фер и коректно да видам до кај работа. И 6 месечни, 6,5 месечни припреми. И не беше доволно. Иако јас PR снеч направив 116 кила, се доближив многу блиску до бројките и ама па не ми беше паич криво. Што ќе ти биде криво, бе, 6 месеци бевте. Зашо, ама не, на крајот на денот викам, добре, ќе се смени нешто? Па не. Како јагода на шлагот беше. Да ја крунисаме работата, е еден викенд, Ако случајно квалификуваш. ако влезевме, да. А не влезено, онака ми беше како, добро. Не се ни потресов воопшто. Па job well done. 6 месеца Шо ја правам? на најстари години у најбољна форма у живот. Да. И плюс отварам Белград Геймс, шернале некоја бате, турчин, и го кликам профилот на дечко. Прва слика, оние пинт горе лево. Congratulations. Your invitation for semifinals. Следна слика. 300, точно, 300, онака, точно 300 worldwide на Open. И тоа не е ни топ 20, разбираш? У квалификувани вам. А, 300 на планетата на Open не е ни топ 20. не е ни топ 20 у квалификација. Белград. Не. Иде оној Бронислав Пољакот, втор на French Throwdown, CrossFit Games тикета тоа. Да. Тој ќе биде на Games и месец дена покасно ќе биде на ова. Лука Џукич, четврт на квалификација. Си ги направи поштено. Бре. World Fitness Project е еден викенд, следниот е Белград Games. World Fitness Project е ново такмичење на CrossFit Games како конкуренција што го направи. Аха. Као фитнес лига. Многу интересно, многу Јас. добро. Као малце да ги дигна тоа. Он е таму, наредна недела е во Белград. Ој. Овој германец Тоа што не му е победи... баш оптимал, бе. Добро се, тоа е. Што Така победи се лани? Што победи лани германецот, не го видов дека е нешто пријавен, ама и тој ќе Тој оди на ќе иде Games. Дубај. На Games ќе иде тој, он го освои French Throwdown, а овој Бронислав Јакова бате втор. Лани двајцата беа прв втор на Белград Да, Games. да, да, прв втор да, беа да. French Throwdown. Да. Двајцата идат на Games. Чи многу се константни, консистентни се. Што направиле Белград, човече? Лука одно? Вуњак 11 лани на семифиналс, за 2 бода, ако се сеќаваш кога зборевме со браќава, ги прашав за нив, за него. Тој е малиот, да. Као да. новиот 20 Да. на 2. И он лани 11 семифиналс година Белград, за 2 бода на Games не беше лани. Страшно добра конкуренција и окей, добро, пробавме, ништо страшно. А имаше као фул ранг листа и на неквалификуваните? Као да, Да, бе. видиш колку ти бегаат нешто. Абе и ми ги отвараш вежбите веко на Open Classic. Јас сум завршил 68, таму од 80 пријавени, 40 одат, или 67 нешто такво. Ама разликите се многу мали, пример на за 10 кила повеќе дигнале, што е многу блиску.
за 15 до 20 повторувања повеќе направиле на првата. Не е страшно, 1 минута е тоа. На таа втората вежба за 45 за минута побрзо, што не е страшно, риду да и направам ќе подобро за 30 секунди, ама пак не е доволно за да се квалификувам. А Диме И он не влезе за у Мастерс. за Мастерс. И јас ги гледав на Мастерс резултатите и ја едвајќи се дочепев за Мастерс да влезам. Што 35 плюс истата вежба, истата килажа ја прават. А ќе влезеш или не Ќе знам. влезев. 20 влагаат, ќе влезев, ама трудно. Аха, Ќе се мачев. да беше пријавен за Мастерс, Со 34 Ќе влезеше. ќе влезев, ама вау. ќе беше tooth and nail. А Диме колку му И избега? не видов, не. 7-8 места. Али знаеш што Значи он е многу близко. Да, ама знаеш што е најинтересно со него? Лани што завршија пред него 4-5 души Да, да. на Белград Геймс, што беа Да. во финале, ги потепа на квалификации. Разбираш? Значи Лани- тие сега не ни влагаат. Не ни влагаат топ 10 Лани. Топ 10 Мастерс лани годинава не се ни 3/4, квалификувани, а Димес е пред нив. Пред нив резултати. Он е подобрен. Значи, Вау! затоа игам не се, окей, ти избори, добро. Подобрени сме. Јас Тие сум сте подобар. ненормално Јас подобрени, сум ме подобар од тоа, ама и такмичењето е подобро. Е, па тоа ми е муабетот. Конкуренцијата е голема. Премногу го рипна стандардот Многу. Белград од прва у втора година. Многу. Од втора у трета, ево. Од Да. прва у втора го рипнаа премногу, Да, од втора да, у да, трета устари, уште трета. 30% го рипнаа, може, 40. Онака, тип на такмичари, Сигурно и на нив Хоро- не име плански дека толку брзо дојдоа на па тој 10.000 стандард. евра е прво. 10.000 евра е у Франција, на у Парис. Не е у Парис, за Френч Тродон, не е у Парис, у друг град, заборив, у Монпелје мислам. Али и Френч Тродон е 10, а Френч Тродон е 15 години такмичење. Sanctioned event за CrossFit Games е. Први 2 места на Френч идеш на Games, CrossFit Games. Ако си прв. И германецот ти пољак од прв втор. Лани, првите втори, двајца но. Сега у тоа комјунити луѓе з убави муабети, ајде И сега многу сите беше идеме у добро Белград. ово, да. За Лазар имаше ова, знаеш, и таа... Стварно, има они душ. немаат нешто посебни Не, кај сака. VIP invitations А, не, направено Белград Games. Не. Еве ги квалификациите. Мгм. Дури ни они не знаеле, дури не завршија квалификацииве, Да бе. колку јако ќе бидат квалификувани. Они пуштеле invitations, тој Рок Дренковиќ, на Бронислав мислам, Лука мислам дека си ги направи квалификациите така. Да. Кој ја што сакав, Да, не да, да. сакам ова. А он реално дома е таму. Он е Или е набрзо после Белград Дубај? Да, Лани така беше. 1 или 2 месеца. Да бе, тука Да. се. Октомври мислам дека е. Лани кога значи Лука од Белград, после отиде у Дубај и го победи Го Дубај. победи, да. Ама не е толку близко валјда. Не, 2 месеца мислам. Ама знаеш ли зашто беше лани близко? Зашто Поместено. се одложи целиот Поместено настан, беше. да. А ова е септември, не, далеко е. Да, Затоа беа тогаш близко. А сега Дубај нема. е фактички више скоро зима фаќа. Да, затоа што Затоа идат у Дубај. топли краишта им требаат, тениската Да, шема. да. Али да. Лани се при лани беше ноември негде. И сега планот е наредна година, здравје, и се пријавиме на CrossFit Open Masters, Атина Masters 35. Тебе те фаќа, а? Више сум си легитимен. Па не можам да се бркам со овој калибар на ова ниво. Тие се и млади. Па ти си најстар. И јас 10 години имам. Ја не се доживувам ко стар или знаеш, оние и 34 Не, годишен у таа атлета. категорија. Возрастната. Да, него и за вака не се доживувам, не ме, знаеш ли, остаревме или ги ова, немам јас последици такви што имаат луѓе. Дури напредувам, него едноставно се млади, да речеме, они од 12 години тренираат кросфит, имаат 24, разбираш? А јас задните 10 години не такмичам, Да, бе. не тренирам овакво компетитивно и сега полека, и сега ми е убаво ми е процесот. Преубав ти е процесот. И не ми ова ми е и да нема такмичење. Ми е гај. Да. И бројките ми растаат, и се доближувам, и техниката ми е подобра. И боже мој, тоа е. Пробавме, не успеавме. Идемо дале. Ништо нема да се смени, тоа ми е момент. Да. Дека нема, ја не паѓам у несвес или нешто.
И не проверував лидерборд преку овакво и дали и буци. Вика бе, дали видео? Каме брат, шо ќе сме? Еј, само овој да не направи волку за јазда и Ти не дека тактизираш секој пат е all out до гинење. ги направи, ги објави. Не си ти Мет Фрейзер и сега чекај тука да се штедам. Нема штедење кај вас. Не, глупости. Тоа е. И сега добро викам, окей, имаме работа. 6 месеци. Колку е преубаво чувство тоа што премалку луѓе го знаат да на таа возраст некоја 34, 5, 6, ја имав такво некој на 38, да ти на 38 години, знаејќи дека си цел живот атлета, на 38 да се осетиш дека си у најдобра форма у живот. И не дека ти си се осеќаш и така убаво на душички, не бе мерено. Да. Мерено си у најдобра форма у живот. Да. Мене кога ми се дешаваа тие брейктру, тие годините кога почнав професионал и за фондо и за ово за оно, сега ти кажам, ја цел живот возам, секоја брдо у Македонија го знам мерено. Секоја страва рута ја знам мерена. И си ја возикаш и, например, има една серта, например, позната у Горница, на Криволак, од Неготино на кај Радовиш, кој идеш, Дури јас сум слушнал за мисли. Криволак е воениот полигон и Да. постапи таа е 16 километра долга у Горница, она на ниво на легендарни Тур де Франс клајмови. Сега, ја возам таа од средно ја знам. Нема тура кај да возиш Неготино Радовиш, го возиш тоа. Серта се знае, серта е поим. Мора да се помине. Сати 15, сега си се знаат прилика од кај се мери. Јасно е, да. И секој пат, не дека ја бркаш ти серта, возиш 200 километра и ти се погодило тоа, ама Ама ја проверуваш. так, си ја проверуваш. И Чекај сертата колку ја направи во да, главата. лани која бев, и сати 15, и леле, сати 10, не знам што. И така поминуваат години, ти си атлетичар, возиш, Памтиш ана. времење стари. Почињаш да спремаш сериозно, идеш на серта 47, 45, 42. Сериозно многу. Тоа е дупло, бе, човеч. Тоа ќе ти кажам. Тоа е дупло, идење на огражден. Тоа е саат време е да умреш. Умирање е саат време. 42. И Значи, тоа не со збориме- И после тоа не се осеќаш. Не бе, 3 пати огражден ми беше припишан тренинг. Тренингот, Порано ти бил као ивент настап. да, еднаш порано годишно. било, идеме Мисло ги. Струмица Берово. И тоа е туриште, Струмица Берово, треба возиш ни со пустелите, па ајде огражден е да умреш. Се договарате Па екипи. преку превој, кај ке се јаде, па до Берово, па назад, леле, па истиот превој преведена се вика од другата страна, кога качува. Тоа е туриште на годината. А сега, буквално на распоред, Три пати. ама 3 пати 40 ти вика, 3 пати 40 climbing threshold. Аха. И ти вака си, што кај имам 40 минути угоре, ништо не е 40 минути веќе удржа, водно ти е 15 минути, ебате. За тебе. 3 пати, што има 3 пати 40, серта ли да возам огражден или да во, тоа е. Ама тие се оние култно гадните. Да. И ти ја имаш у програм. И ти ја имаш у програм 3 пати на ден, значи идеш паркираш саат време, загре, идам до Струмица, идам до Беласица, 2 сата загревање, доаѓаш на огражден, идеш ја рикаш, те спушташ, ја рикаш, те спушташ, ја рикаш, 3 пати по 40 минути си ја го возиш огражден. И тоа на 38 години го правиш. Најдобро ever. Најдобро ever е, неспоредливо е. И сега само ми текнува дека и во моментите кога го правев тоа, возејки го тренингот, јас си кажа, види бе која ретка појава е ова. Да бе. Као штета ми дое за луѓето. Колку ретко ти можеш да запознаеш некој што на 38 ќе ти каже дека е, дојде за луѓето. па, дека е како можен капацитет, како можен остварлив потенцијал. Него еве го доказот. Види. Криво ми е дека никој никогаш нема да го има тоа чувство. На 38 Многу ретко. да е во најдобра форма во животот. За повеќето 18 години е најдобра форма во живот. Имам теорија
за ова, за мене и тебе сега зошто? Зашто си цел Не за мене и тебе. Зашто си цел живот во спорт Не за мене и тебе. и имаш некое одржавање, можеш си дозволиш Да. и ти само ќе го уклучиш тоа, продолжува. Не за мене и тебе. За Стоп и мене и тебе пауза. ми е јасно. Да. За мене и тебе ми е А на јасно. 38, да. Мене ми е секој друг освен мене и тебе. Знам у каква антиформа бил. Да, ќе биде некоја И најдобра дека може- животна, он, да, не мора ова, да. Тој некој си и на 50 може ќе биде у најдобра Да, животна бе, форма. Да. Ако бил 200 кила цел живот и за 100 да е. Леле, на тоа е 50. сега дабл веми. Тој некој си и на 50 ќе биде. Ја и ти нема да бидеме на 50 у најдобра. Па да. Ама па да. и кај нас е јако, сега ти си спортиста од прво оделение и покрај 30 години тренинг и ти па можеш да доеш у најдобра форма. И тоа за 6 месеци. Да, Што е малку време реално. И тоа јас прејако. ти лажите идат. Јас сега знаеш како ја Ма ја прв пат не индијански му пристапувам. Ептен му пристапив. И тоа е друг плюс. Си купив и лифтерки, премногу јаки, знаеш колку се убави. Рома Лео Nike. Прв пат у живот бе имаш лифтерка? Прв пат. Те, Абе, сега прошла недела 160 фронт сквад го потврдив. Тоа после 1000 работи, ама нема врска. со лифтерка? Без. И после пробуваш со лифтерка? Не, понеделник беше. И Буци вика, утре максови имаме. Викам, мене ги за вторник. Сега у понеделник ќе ми ги донесеш патиките, што стигнало од Тина кај Елази. А, И у понеделник на работа му ги носи газдата и еве стигнаа патики и у вторник да ми ги даде. Или у Ти за да понеделник. си ги пробаш. Ја да ги пробам и вика, ама добро да е, па имаме после чучњеви, ајде што има врска, не те ми. Добро, мислев снеж дека. И правам со меткон, најко, што такмичев. И 160 го потврдам. И века го гледам, викам, знаеш дека на истиот рек пред 10 години чучнав 160, имам клип со црвени Chicago Bulls шорцеви, викам под колено што ми закачува и со црвена Nike што не знам за што е таа. Не може да трчање да, некој тие, знаеш, лоши едни со онаква пена доле. Не? Да, најкатастрофа за Кога лифтинг. чучам, волку вака бело се гледа. Од што се столчува тоа. И викам, гледа разлика 10 години покасно, у саглам шортс за кросфит, у мајца, ајде добро, памучна стална. Али доле имам метконки, ќе речеш, ајде окей, стегачи за колена, стегачи за колена, имам појас ми донесе другар од Америка, си нарачав лудило многу убави. И викам прв пат сум појас мој, коленици убави, со америчко знаме многу се, многу се бахат. И онака, викам, прв пат со опрема, кој што треба, утре дента ми стигна и лифтерките. Малце се чудни за навикнување, ама добро, сега треба време. Зашо петата е крената и моментот на прсти да цимнам ми као Ти дека навикнат секојаш да го стабилизираш сам тој момент, а сега да не мораш. А сега е стабилизиран. Да, И сега ми е чудно. Ама ќе се навикне брзо тоа. Сите викаат месец дена се навикнеш. Сега имам лифтерки, имам јаже за скокање моја, ја во живот сум немал. Сум позајмувал од девојчиња вака идам. Индијанец. Може само. Па и вамуна од Буци го земав. Ти текна? Да, бе, да ми текна, да. Овие грипс исто. Ништо бе, сега грипс имам добра ајде усал. Ама само ти кажам, прв пат кој што треба. Не е про, ова рекреативци ја имаат опремава рекреативци од мерак. Да. Со ме миња на лоша техника и нови патики. Еве јас сега имам нови патики. со опрема. Така и ние у байкинг се заебаваме. Сега почнал да вози, одма Пинарело чека, како така? Кон денови стало најубави патики за фудбал, што има, не знае да игра фудбал. Да, не, право кидеш од пазар точак, право да. Со Шангајки се почиња, старки. Сега почна возиш, ајде, Пинарело, пицнато, спринтерица, све, чекај. И убаво си е со опрема, има врска. Нема, не завај. Има кога некој што заслужил да ја користи, да се види ефектот на опремата. Потреба му е вистинска, не потреба. Купив сега лифтерки, вака. Потреба. Чекај бе, дечко, стотки прво фрли. Да. Чекам. На боса нога, бе. Бос, чучни напред. Да. Чекај, има време. И од 116 качклав, ама не со овие. Али да, летаат пиарови, така да.
Cool. за неуспесите мои, ја не го рачунам за неуспех, што без разлика немаше да престанам. Зашо ова ми е откритие на животот некако, со Пеца Бајле вежбањево. Тоа ќе те прашав како сега у наводници поразов ви влијае на Нула бода. шемава со тренинзи. Исто бе си продолжуваш. Терате 5 AM клуб? Да бе. Ве ти викам Ти више за тоа е, за секогаш. да. Крај тоа. А чекај, а екипата што идете има и други така, некој од нив се пријави, проба да се пријави? Не. Имаш си 10 души сме ни 5, нема? Да, ама не Ти сте вежбаат, не. не се компетиторс. Не. А, Само окей. си доаѓа, да, сакаат пред работа се бањаат. Убаво е, знаеш. Како не е бе, чеко у војска сте бе? Да не се спремаш за ништо, пак е убаво. Си извежбаш и мирна те главата, прво нешто што ќе направиш. Знам. Сега малце единствена работа што сменивме, бевме тоа Mayhem Burgener Strength, поише на Програмата? тегови. Да. Сега отидовме у Mayhem Compete, истата програма, многу е слично, многу. Сега многу. збориш од од кога почнавте. квалификациите кога ги завршивме, кога не знаевме дали ќе влеземе или не. А сега свежо значи ви е сменето. Да, таа недела, зашо сватив, кога ќе правиш кондициона вежба, па ќе ти дадат 6 минути за one rep max, не е тешко е многу, заебано е. Немаш Добро. раце, се осеќа. Не можеш баш макс од максот да го кренеш. И у компите ударна е вежбата прва и после ти иде снагата. Друга Као адаптација е. по убаво симулира надпревари. Па зашто на Тоа е такмичења, поентата. да, зашто никад не е, ајде дај one rep max snatch и ми иде линту вежба, што е поентата одморен, Да. ќе те убие и сега дали да се штедам, дали да не, да. и сега двете се бодуваат. И тука игра mind games малце. И сега стално е вежба и снага 6 минути имаш, тоа е establish one rep max. И сега е вежба, гнасна, 50 минути пауза ова и си продолжуваш 3 пута 5 пута 3 ова она лифтање. strength. Да. Да. И пример имаш ти вежба, па 3-4 снагаторски работи. А порано беа обратно и на крај доаѓаше вежбата. И сега некако не знам, вака ми е поубаво, што таму кога ме чека гадното на крај ми е као антиципација се build up to. А уште спиеш, вежба да си акнал, чао, пријатно, најтешкото заврши, не ме замарајте, ајде, мење патики, ајде да чучим. Како правите толку интенсити у 5 саца бајле ми е? И па се навикнуваш. Си има таргети на ова, често ги испунувам више на програмата Target Score. Да. Толку раундс го испунувам, значи чиме таргет, окей, знаеш, добре. Значи ги стигам, бркам. Мейхем Добро. беше на Фронинг? И многу добра ствар. Онака сеопфатна, што работи што никогаш сам не би ги правил. Не би ми Day to помислил. day ви стигаат или недела за недела? мислам Или ја дека е имат на цела? На циклусе. Као 8 недели. Значи така, ја зимаш Или на- цела 8 А, недели и сега не. ти прати си. Да, зашто ние годишно плаќаме за поевтино да ни испадне. Така? Ама ви Не стига, знам, на буци му стига и он не ги праќа на мейл мене. Не се замарам. стигаат Јас циклус сум- за циклус? Јас што сум претплатен за сала за CompTrain, клас програминг за креативци, е месец за месец. Аха. Па Ги нешто имам- слично е валјда и тука. Али monthly плаќам. Сега не знам ако платам дали е унапред. Тоа не знам, да разбереш. Е, тоа има врска. Да, што ти плаќаш мантли, он ќе ти даде за 6 месеца. Добро, и сега они, бе види, програмирањето е тоа. Сега, горе доле. Не е научна фантастика и сега. Не, јасно ми е тоа, ова е поише да не се замараш ти. Сега замисли ти да не дека не можеш ти да дизајнираш програма, ама колку е полесно тој Зашто? дел некој да се ја Ја заврши. не знам за компетитивно толку до толку да идеш. Да. Тие се шампионски 10. А има различни левели на subscription? Као нешто по... Мислам дека еден subscription all. Све ти да. Има различни, да. Сакам компите поевтино, ако ти се отклучат сите Ама не, програми за нешто плюс. што ќе ти даде као екстра аксес до некакви си ресурси, дали one-on-one со Тоа некој. се доплаќа. Имаш и таков коучинг у меѓу. Е, па тоа викам, ама тоа е subscription или кога ти треба, плаќам и... Си го плаќаш, мислам. Тоа не знам точно како. Мислам Лазар така беше на почетокот.
Со тој Факундо, на камера, едно, друго, ама они имаат многу атлети таму. Сега, Те прашувам затоа што така од прилика беше слично Ко и у твоето. сайклинг, да. Сегде уствари веќе е така, ако шо ќе се снимиш, лифтот ќе ти го види на камера, не лаже, ќе успе. ама не. Са тој левел на пример слично беше и ја. Ти можеш Да беше да си се. купиш програма и ете ти ги Има се Excel. доплаќа, не знам колку пари. Excel и вози. Тоа окей, нареден левел, не знам, ете така, не дека се снимаш на клип, ама ти ги гледа тренинзите на Страва, ово, оно, има платформа и ќе ти ги гледа ватите и ќе си пишете коментари. Ама Добро, кај вас е многу се знаат бројките и нема бегање. да, Таргети. ама има и екстра левели на коучинг, у кој што, например, имаш weekly call. И не дека он сега на вас ќе ви прави ревју на техника, иако и тоа сигурно е многу корисно, Како не беше? ама онака бе како да си разговараш со коуч, како се осеќаваш Да, бе, да, да. енергетски, малце. Мислам дека има. И такви ствари значи постојат. Па да, Ама зашо тоа е не? валја ги прават ептеновие, Лука и компанија. Финал, да, нагоре. Што се имаат амбиции на геймс додат. Јас. Ја, што ке ми е тоа да го правам? Немам. Немаш любопитност бар да го видиш како е да го осетиш некој месец, да го Па не зашо ќе се изнервирам, зашо ќе сакаш поише да вежбаш и немаш време толку у животот. Ама може како коуч би украл нешто, чисто да, ама ти никад нема да тренираш некој. Кој ќе се такмичи кај нас? За 20 години од сега. Па Шо некај, искуство ќе некај натакне? нас може некој странец ќе сака со тебе да те ангажира ко онлайн Јас коуч. не знам дали би сакал да се замарам со таква работа. Аха, Ја немам такви амбиции. е па Да окей. спремам такмичари или не знам што. Окей. Можам да ги насочам само, не би се посветил доволно за не ме интересира толку, разбираш. Мене и нормално и од тренинг аспект знаев дека е корисно, ама и од личен љубопитност аспект многу сакав да си осетам онака еднаш у животот како изгледа, Да те води така. да си имаш професионал коуч со кој што си разговараш, си се знае закажано е термин еднаш и ти мора да и ко со психијатар, Да, бе, топ е тоа. Како се исполни сеќаш бројки, бе, не вака, ги исполни, да. Јадеше ли се? ај пробај и нема некоја стрикна структура тоа. Така бе, да. Ва недела нешто не сум сигурен за мастите. Јасно бе, јасно. И го прашуваш, абе, нешто се мерам, ослабев толку и толку кила, окей ли е тоа, не ли е окей, овој ќе те праша. Наредно, да И може ништо не те интересира. тој аспект многу сакав да го осетам како е. И задоволен беше. Не баш. Ти ги исполни очекувањата или Не баш. Као Очекуваше ја би бил бољи. Ја би имал бољи однос со некој. Не ми се... не беше инвестат толку. Да, да, Добро ти се вати тоа. да коректно. така некако. Добро, тоа е па. Тоа има пример 100 души имам кod тебе. 20 има. 20 има. Е па малце ли си? И кога ги барав, знам, Еден одев кол. преку агенција, По еден кол неделно со секој. одев преку агенција и на агенцијата и кажувам. Значи, ваков и ваква фаза сум, тоа спремам, тралала и они као да ми најдат коучу и сега да не мора ја да срчам 100 коуча. Ти го скрати Тој па. некој си Cycling Coaching Association of America. Ти прави филтер од тројца. Да, и вика, добро, ќе ти тројца да интервјураш, добро. И ја ги интервјурам тројца, ја ги прашувам колку имаш атлети. Аха. 30, 20, 10, не знам што. И сега ја знам он дека барата, ама пак и 20 не ми е Колку време го работи? премногу. И ја тој онлайн не ми се свиѓа тој начин, никогаш не го сакав. И онлайн Знам, ама вежбање, и онлайн коучинг. тоа беше и- најблиску што можев. Да, Знам добро, дека добро, перфектно е да дое со тебе За на world тренинг. class и- тренинг, олесната варијанта од денешницава, што е многу треба да сме благодарни, што можеш да добиеш тет-а-тет фидбек од world class, е онлайн приказната. Ама не е тоа. Пак тој што му е in person подобар ќе биде. Да. Секогаш. Ама у сайклинг светот тоа е резервирано само за Tour de France левел. Се разбира. Ти не можеш да си он сайт со тој на точак 5 сата на ден. А ти си Пак- тренерот што ќе возиш кола. Кој е инсентивот што го имаш? Ко брката е Tour de France, да, окей, ако не. Тие што се дури и тие што се Tour de France, таде е Погачар на пример, Е, е one on one со коучот
2 недели на тренинг камп у Тенерифе. Така дема, што ќе му прави бе тој? Ке го изнамерат за 2 пати у годината го прават тоа, 2-3 недели тренинг кемп, ја собира цела екипа United Arab Emirates спонсор тим и тука се перформанс коучови, психолози, анатомија, мерење, праење и тука прават турбо све. Така. И после поздрав ти иди си у Словенија, ти иди си у Монако и fallback на weekly call. Како беше неделава? Извозели 30 сата, извозев. Као се сеќаш така? Пушти тоа ватите, поцнали лактати, чат пат измерили, добар си, он трек, ајде. Па да бе, добро бе, мейнтененс е тоа? Тоа е, да. Па така е, што? Ти, таков е спортот, ќе се хака он 55 сата, секој ден ќе го гледаме како вози точак. Дечко извози ги, тоа е, што... Ајде малце убрзај, и пип ќе му свириш. Не. Нема, точак е различно. А у атлетика, например, е многу Атлетика, многу и треба да е. Леле, секој чекор може да го ревју. Секој чекор. Секој милиметар е, човек. Ја уживам у тоа, човече. Те подесува, те прави, разбира, ова шо? Вртиш што педали. Како будал. Или маратон, сега Дарио да го гледам јас цело време. А и тоа поише треба да го гледаш. Од точак. Такви endurance runners, еднаш у неделата го викаш на трек сешн и таму Интервалите ги правите заедно. и тука и анализата, муабетите, тука е све тоа. И да, на трек зашто ти врти 400 метра и нема цело време. Да, и треба такви ти се интервалите, са мериме илјадарки, мериме нешто, анализираме техника, збориме за детали, тоа да. сваќаш. Ама И правиш ревју на неделата, како беа сатите, километрите. некој на трейл, што ќе му правиш ти тоа? Не. Секоја планина различна, една удолница со друга врска. Што е добар сегвеј у мојот Да. фейл? Кажавме кој ти беше таргет? Малце backstory. Backstory ти уште тука беше откажан. Не, Не тоа е откажа. immediate backstory. Backstory месец дена. Добро. Месец дена пред Шричин мој, ми беше фондото. Да. И плански после фондото 2 недели лесни. Off the bike completely. Значи не возев точак уопште, а лесни значи ако ми се прави нешто денес ми се прави, ама ако случајно рипна мен ден, наредниот ден нешто мора да направам. Не смеш да пропуштиш. Да, сега баш до толку 2 недели дека лежам на кауч, не. А тоа преку ден може и да е, не знам, 2-3 сата одење, угорничка, нешто. Ај, тоа више вратило, склекче, тоа не се ни важи, тоа утринска гимнастика, не го броиме. Ама поминувам 2 недели во некој си таков одмор, фаза. При крајот на тие 2 недели што се одмор после фондото, како ајде да почнам да се враќам у тренинг, бев у Австрија и се пуштам на джокче. Многу лесно истрчање, пола сат. Као ајде да не почнам одма и се пуштам на истрчавање. Значи, може 2-3 месеца немав трчано. Ова го зборевме за фондо епизодата, дека точак ориент. од зимата имав нешто брзински трчања тренинзи, ама како се ближеше фондото, скрос се фокусирав на точак. Што значи немав трчано у месеци се мери. И после месеци не трчано, ја правам лесно истрчавање Пол сат. пола сат. Додека го правам тоа, толку убаво ми дое лесно. Не очекував колку убаво и лесно ќе ми биде. И ми од громот ведо небо ми улетува мисла, како бе сега не е оноа ултра трката, У парк. сега ми се прави, сега сум поминати ми се фокусите, сега ми се прави такво нешто. Појма немам ја дека е за 2 недели Шричин мој. Појма, мене така само ми прелетува мисла. Јас се враќам од тренингот и гледам на телефон пропуштен повик од македонски број. И му враќам SMS, не сум у Македонија, повелете. Здраво, Томе, тука од Шричин мој. Само што ми прелета Ти ги мислата. читаме мислите, не знам дали знаеш. Од лани ти ја префрламе регистрацијата, да те подсетиме 31 мај
Ке доаѓаш ли? Ако да, кажи што бројче маичка. И ја одма календар, а уствари што календар, знам дека утре дента или заутре како беше, 5-6 дена бев во Австрија само. И гледам, готово, тука сум, окей, готово, викам, таму сум. И така, така решив ја годинава да отидам на Шивчин и одма викам 24 часа. Букит. Букит. Тоа е едно трчање. Тоа е едно трчање и сега имам 2 недели до трката. Се спремиш. Да се спремам. 4 трчања. Толку направив. По колку? 40 минути, 50 минути, саат минути. Саат време. Саат минути. Саат време. И уште еднаш 50 минути. Па добро си се спремил ти. И тогаш ми се формираше тој мајндсет што ти го осети на ден пред трка. Ќе се повреда, Да, да видиме дека- што ќе се повреда, бе, што да се повреда. Јасно ми беше мене дека тука не можеш ти да се спремиш за 24 часовно трчање. Реално. Нема тренинг за тоа, Нема. нека ова е само колку боли си глава. спремен да си мучиш. У главата е. Да. Ама ја уште пола никога зборевме за тоа, јас си знаев дека за тоа ми се прави такво нешто. Да, ама ти која беше преклани, беше со 24, нема врдање. Да. Многу беше по Да. влезен. Ама и од тогаш срање. целта ми беше да го искусам тоа менталното што се случува. Да, во 24, Во немаше кај да. тебе сумња дека Не, 24. повреди се спомнувани Не. бутои. И О, сега идам ќе му нападнам, ќе ова ќе она. и се ближе и си кам добра, ај, не сум спремен, што не сум спремен физички, ама си кам па што па не сум, па и сум уствари. Па Не дека ти треба не си. 90 VO2 макс. Вие од два максот е најмал проблем таму. И да спомнам. Значи, у Австрија, како ми го кажува он тоа, ја утре дента, или не бе како беше? Што? Не бе човек, ова е недела дена пред трка. Да, леле и Недела дена пред трка у Австрија, мене 8 дена да речем. 8 дена пред трка у Австрија ми го Ти- кажаа тоа. И јас сикам, кул, ај таман утре ќе одам пеш до Виена и назад. А јас сум у градче што е 30 км од Виена. Аха, и да си пробаш. И сикам, нешто сигурно ќе ми откаже од телото прво, да видам што ќе биде тоа што ќе откаже, да го фатам ја да знам што ќе биде сега. Што ќе се активира на Да, ќе напред-назад. осетиш лева нога, лигамент, некој ќе се затегне поише. таката. Ама ќе одам, но не сум до толку глуп, знам да се убијам на недела дена, ама ќе одам и си пешачам. И буквално тоа го направив. Земав, пешачев До Виена и нас. до Виена и назад, 25 километра уствари ме фати, 5 саата. 5 километра, 25 километра, 5 саата. Таму седнав на едно кафе и на круасана и назад. Ја за 10 саата изодев 50 километра. И си викаш дуабл. И одма видов што ќе откаже. Што? Двата палци не ми одговараа на патиките. Значи јас секојаш носам Nike Pegasus за трчање веќе 20 години. Од која излезе на патикат? Не знам од која излезен, ама они секоја година така и ги бројат. Nike Pegasus 37-ца, да. 39-ка и сега е 42-ка, ја ги носам од 20 кец. Nike 20 кец Навака. и тоа е. Арно, ама друго е 2 сата тренинг, друго е 10 сата одење или трчање. Викам, добро, двата палци откажа, левата пета жулј и левата нога жилите позади коленото. Двете. Тие што се Да, знам. тетивите големи, дебели. Еми. Затегнаа скроз за да не можам да ја исправам ногата. Добро, тоа е нормално. Нормално, добро. Океј, викам, супер, таман дознав што дознав. Знам што да им направам на патиките за палците, ќе исечеш таму, кај што ги исеков. Ај дупка се прави. Да протне? Што исече? Кај што е палецот, го исеков платното на патиката. Па тоа бе за да, Плавака си ја уништив патиката. да бе за да излезе За да дупка, бе. искочи палецот Да. таму, кај што си е слободен, Слободен. да си шмафта. Barefoot Pegasus ги направи. Да, и на жулјот на левата
5-та земав оние second skin, ги знаеш? Не. Како, не си чул? Оу, вие кои идете, како не сум ви го кажал ова, бе, Не, човек? Не, како, Нема да идеме више. не идете. Вие ще не идеме више. Ако некад идете ба. Усвари нема врска, не е само за трейлран, за жулеви. За Жулија бе да генерал. Како Ханзапласт, ама не е Ханзапласт, како Next Level Science Fiction од 3000-та година излезено, буквално како кожа е. Ама кожа, вака, фак... Го лепиш и И како кожа да си му залепил. како кожа го осеќаш. Текстура има, нако не паѓа. И не те боли жулјот. Ма ништо и плюс што Го си има заштитува. некаква Лечачка. нешто лекче, некоја гелче или не знам што е, си лечи, нешто си прави. Топ. Бро. Ја, значи, и не знам и ова дали го знаеш, ева, за некој што не знае, кој ќе ти скочи жулј, пукни го, ама него Него кини да, него да кини, истече да, само. само да истече тоа и оно И ќе се си лепи. залепи, ќе си се исуши. Ја пукање, цедење. Ова у Австрија збориме на 8 дена пред шричин Така мој. ова што ти. Пукање, цедење, лепење тоа Кожата second твоја, skin. Second? Знаеш кога го извадив? После шричин мој. Стана кожа и никад не осетив пак жулј. И на 12 Ја. сата на шричин мој не осетив дека сум имал жулј. Толку ефективно е ова. Браво бе, па ова Многу јако. е И револуционерно. баш така, дали сега ја у Австрија го најдов, ама у ДМ, не сум проверил кај нас у ДМ. Мгм. Ама по аптеки или по некои такви у ДМ може го има. И баш така се вика second skin. Како бе ова Америве не го знаат? Ако знаат бе сигурно. Па не Кој бе, Амери? оној... Кај Камеран Хейнс беше на подкаст дечкото што го освоил на Моаб у Јута, имаше многу добар ко документарен. Да. Млад дечко, Да. што бил зависник ово оно и сега е ултратрил светот добар. И баш збореа still no solution for blisters, man, као Па ваља има Ова и разлика 200 мили па добро сега и жулје по жулје. реки, по пустини, по не знам што. Кој Добро, го они знае? застануваат, нозете ги креваат, па ги мачка они со вазелини, не знам нешто. Да, да, и плюс и вазелини се мачка многу. Ама ова твоево звучи многу Многу добро. јако беше човек, класичен, Као убав. решение. Убав, вака жулј си искочи на пета. Уфу. Го пукам, значи баш таму. Добро, ајде да скратиме. Значи така стварно беше, значи на 8 дена ја ги одев тие. И од така си го донесов заклучокот дека теоријата, уствари. 120 километра е одење. Е брука ако не истрчеш. Одење 120 километра и добро. 3-4 тренинга у Скопје, доаѓа саботата, са бајле у 8, сидам ја таму, супер атмосфера, шричин мој, сите пофалби, браво за организација. Круг од километари Е, тоа, каде е 700 и кругот? нешто. Стариот дел парк. Стариот дел парк, Кај добро. Шима Тартанче, кај Луна парк, кај дискотекиве, таму е Добро, кај стартот. Тартанот. Тој ми е мене па... А, да, Таму е стартот, да. стартот, е таму, па после тргаш натака, па таму е тартанчето, малце по Добро, бе, тартанчето, знам па кај е вртиш. од Кеј тука лево одма се качуваш на тој дел, знам. Така, и едно крugче од километари 800 нешто така. Да би знаеш, круг ти еден од... На секој круг, станица, секој тркач може и своја лична станица, си донесе Јасно. торбичка, столче, нешто, ау. Си има чипови и на секој е овакво и мониторче, и монитор, одма си се видиш колку лапови имаш Да. поминато. А и не дека имаше 500 души, 2-30 луѓе беа. Старт наш. И имаше 6 часа трка, 12 часа баш. трка и 24. Ама сабота у 8 сат се бајле тргаа 6 и 24, а тие за 12 тргаа у 8 вечер и они преку ноќ трчаа за до недела 8 са бајле. Мгм. Добро. Мојата стратегија, ке си идам лабаво, нигде не се брзам, лесно истрчавање, некои 6 минути до 7 минути километар, тоа ми е мене, онака effortless. И си викам, 1-2 кругчиња, па ќе поодам, за можам да пијам, јадам, калории, Каде внесам. нема да ово. седиш битно, само ќе движиш. Не, нема седење. И тоа ми беше дел од проблемот. Што не седеше? Што имав премногу стрикна, строга, хардкор замисла за како се трча 24. Мгм. А тоа е дека не ќам да застанам. Зашто бе? Дури кога одам, да не биде сега си шетам у парк одење,
Него гледа, одиш што помаце, само дур да се напиеш и најадеш и продужи да трчаш. Добро. Како ова ми се врати назад да ме дотепа е што јас ја терав супер стратегијава 4 сати. И затоа што сум премногу искусен во знаење на симптомите, на 4 сат почињање лошење, вртење, значи класични знаци на дехидрација. Топло беше многу? Многу беше топло. А ја, иако внесував вода колку што мислев дека треба, очигледно не сум внел колку што треба. Не си искалкулирал топлина, И речено. најверојатно тоа е, ја не дека ја земав копи-пейст мојата калкулација од бајкерските тренинзи, сепак пробав да имам и некои очекувања шо екстра како би било. Ама дур не го пробаш, не знаеш што јеби га, вака на хартија формули толку може да ти кажат. Ама некоја замисла, ама па не можеш ни многу deviation да направиш, што ти па ја па на толку сум научен да дигестирам. Да. Не можам, јас сега знам дека можам 750 мл на сат. Дури и да знам дека за шричин мој ќе ми треба литар и пол, джабе ќе го пијам ја тој литар и пол, нема да ќе го ништо нема да ми биде. Тука негде јебига искуството е тоа. И ми различни се тие на 24 сата и на дистанца. Друго е, се е друго. Ама битно ја на 4 сат осеќам очигледни симптоми на дехидрација, а проблемот со дехидрација е што ти влезеш ли у дехидрација, после не можеш ни калории да внесуваш. Веќе ни желудник Нема не искачање. работи. Ни желудник веќе не работи. А почнат ли калории да ти фалат? Сол. Готов си. Отиди. Чао, пулсот пријатно. И ајде, и поминува 4 сат, и ја решавам еден круг апла, не да го одам, да го стојам, што се вика. горе. Да лазиш. Да лазам скроз. Као не знам, ако ми фаќа од 10 до 12 минути лап, 25. сад бе! 40, не знам, Добро, многу. Си одел полека, си ти. Си реков, не, сега ќе јадам и пијам, дур не повратам. Ако треба повратам, ќе повратам, јеби ga, ама како сака нека е нешто, нека се фати, Да. нешто, еве ќе стојам, ќе одам, што и да е. Ја го правам тоа, а преубава атмосфера у ова ултра комјунитито си знаеш и ти. Како не бе помага. Луѓево се срциња, Сонциња. души, сонциња, че кој како, сите го знаат истото. И Ја знаат макат. да, не му ни раска, вака по очите гледа и знаеш што ти е и секој ти дава совет, че и пробај ова и ајде ќе помине, знаеш. И ти ми кажеш фала, знам у реду, а јас сега дека го одам ова сат време, некој по 2-3 пати ме вртат, сваѓаш. И тие странците, па и тие па срцки, дел од советите беа, ајде бе, најнормално е, јас вака кога ме фаќа, има изомати онаму кај шаторите, легни, дрем, као нема да спиеш, ама легни саат време, Така. испи литар И легни. и легни и чекај да ти се примоча. Јас знам физиолошки дека ако го направиш тоа, моментот кога ти ќе имаш нагон за мочање, ти си добар. назад, ти си Хидриран. готово, тоа Хидриран. И сега ја го знам тоа од теорија дека е така, ама чега бе сега, како бе си Ама легнам таа ја. опција немаш у глава. Ја од немам 24 таа. часови, па тоа е разлика. Мојата замисла, ја ако го направам тоа и да завршам 24, ја ќе се осеќам фейл. Да. А не е така. А не било тоа така. Шу 24-ките. Ама и мене тоа ми е, че сега кога ја легнам у шаторон, бати. и да си кренам нозе, имало изомат, чинја, и да си чекаш. А тоа имало за. Ама тоа не било 24 часа трка, било 23. Па така, ако си ја ќе лежам 8 сата, ќе си ја направам 16 Добро, часа сега е трка. тоа. Некако, знаеш, имаше еден после ми кажа, ја еднаш така 3 сата спиев. Моја ба мајката 3 сата си спиев. What's the point? И тоа почна да ми прави mind games.
на Аха. неколку другари имав спомнато. Не е доволно тешко ако дремнеш. Сите можни такви атрибути што ќе си ги доделиш ми се свртија. Прво што не е тешко, второ што ја не си го замислив така. Трето, ја не сум научен да немам желба за нешто, а да го правам. Да се тераш со сила. Да, јас сите мучења до сега у животот, Задоволство. мојата желба е поголема од капацитетот на моето тело. И волјата. И така мене ми е, јас така имам спортувано, јас сум тој спортист. Ја никош сум немал проблем со желба, Да. посебно на атлетски трки. Мене секојаш ми биле чудни тие, ајде бе, ки си кажеш и ке идете. Не иде бе, му кажувам, на 400-ка на крај не иде, на 1500-ка кажи ти што сакаш. Shut down прави телото и поздрав. Ки ти кажат на вежба, ајде. Ајде. Ја не сакам ево. Не ми е јасно што тоа го нема, ја немам проблем со кажување, тоа Одамна е таа кажувањето е тука. Ама ја не знам како е ти да не ни сакаш да си кажуваш. И сега такво ти беше? Да, и сега ја немав таква глад, ја немав желба. Да бе. Па така ти улетало некако. Посебно уште од кога си, сега ќе лежиме, ќе спиеме. Немам мене. И сега не ќе ова да звучи нити како оправдување, нити како намалување на вредноста. Да, на еден начин мене ми тоа ми направи уште поголем appreciate и на ултрашиве. Тоа се страшни mind games. Да. Тоа а за тоа па сум благодарен. Дека сепак отидов. Многу малце видов. Зашто, знаеш, mind games кој ќе се каже? Да бе, да. Да ме натера да си признам, па добар, окей. Има работа. Значи, ете ги тие mind games што ствари мене ми се непознати и еве како се дешава фейл. Оти тој факт сега што го збориме дека ја цел живот немам проблем со желба, даде кога немаш. Да. Тоа е mind games. Ја не бев Да изработиш. Ја не бев без желба у 8 сат сабајле, ја наеднаш станав без желба у 7 вечер. Сагаш? Да. Така што малце го искусив и си го изгубив на велико ме победи. И чекај поседели. Не, и сега што се деси? Ти се примачали. Не, и сега што се деси, доаѓам ја и на една страна ми се врти овој совет, легни саат време, спи. Ко прво знам нека нема да заспиам, ама добро. Абе ако легни. А од друга страна оди, ама веќе и одењево не ми оди, почиња да ми се врати ептен. Ептен као сега па стварно морам да седнам за да не паднам у несвест. Така. Она изнемоштена. Сега више беше малци критично да не паднам, да. И таман доаѓам и јас си носев едно столче, ај бар да седнам, викам да не се онесвеста малце. И у сенка едно 15 минути седев и пробав да станам, знаеш, и окей, не ми се вртеше веќе и таман тоаш дојдоа жена ми и ќерка ми. И ова е негде 5-6 саат. Ќерка ми збунета, знаеш, као тато Супермен, а не може да оди. Зашо не трчаш, ми вика. Те гледа како утепан малце така? Да, ја тотално, значи не си човек тоаш, не си човек, само што посебно соочен со фактот дека ќе се онесвестувам. Морам да седнам за да не се онесвестам и си кажа. Па си иде у глава на и знаеш у која агонија си. Истрчам ли леле уште го саат има. Не, тоа уште не ми беше така. Не ти проаѓаше таму. Ама физичката агонија веќе ја препознаваш. Што од Iron Man и што ја знаеш таа. Да, ќе боли ова. Дехидрација и калории. Знаеш дека немаш, а знаеш дека треба да имаш, а ако пробаш да внесеш само ќе повраќаш, а ако повратиш отиде падна уште толку несвест. И сега си у таа агонија. Да. Не си нешто многу позитив. Се ми е познато. Трае ова уште. Се ми е познато и у тој момент доаѓа ќерка ми. И сега
Јас сум си комотен, мене ми е кул, мене ми е глупо за неа, Да бе, да не се исплаши. не да не глупо дека ќе ме види во лошо светло. Не бе да не се исплаши. Тој па ти- аспект ми е окей. Еј, тоа беше ново искуство. Што деца на пример Да играш родителска улога за време на вакво нешто. Дор си умрен. Ова е нешто ново. Јас сум умиран се, јас имам мој саферинг, а у исто време треба да мислам Да ја утешиш неизе, зашто на керка ми тужна ради спреча, тебе. да. И сега она така малку збунета, сега она знае дека тато е на трка, што значи треба да се трча. Доаѓа она, Седиш. само што станат и вака одам. А она спремна да трча со мене. А ја одам, едва и одам. Ај шо одам, ама едва и одам. Килавен. Влечеш нозе нешто, прскаш. Ај жена ми ме знае. И сега, и пак, и да не звучи и ова, како си ка, жале или како, значи, благодарен сум на сите. Ама, жена ми дое и уште 20 другари. Ајде, откажи се. Не, ама тие се друштво што ми се Да, цел да. живот. Ај, Не се такви. Луѓето не се Знам. такви. Се што имам поминато у животот, тоа не биле до мене, знаат. И ја све знаат томе што поминувал. И од тој аспект на нив ова им беше добро на уреду. Морали се и ова да го правиш као. И прво доаѓа жена ми не може да каже онака као вака, она уште цела недела уствари така ме гледаше као леле ај са. Ајди помини го и тоа. Да не ај беше добро, бе сега беше на фондо, човече изгина таму на точак. И као добро, ама доаѓа еден другар, поздрав Мара. Доаѓа Мара на пат на кај Жабарот да гледа финале Лига на шампиони. Аха. Тогаш беше. И доаѓа у парк и го гледа Мара, кој да го видаме, газење од смеења, а јас сум онака у агонја и го гледам Мара. И Мара вика, абе чу, продужи само, не врати натака. Натака е Жабарот, Те натака. чекам ужа. Ама ме носи со него. Ти ставај на пиво, одма ќе Ме се. носи со него. Тоа е кебаб и ќе нарачам. Сол, мам. Што ќе лежиш тука 2 сата, тоа ќе изгледаме Лига на шампиони. Па ти продолжи да трчиш. Да, бе. Врати се ти, не ти ја забрави. И онака го гледа, вика. А врати со мене, оди цел круг со мене и ме заеба. А реално колку убаво тој момент тоа. Ај отиде он, ети ти го Боро, поздрав и Боро. И Боро исто вака ме гледа. А и он на кај Жаборо тргнат. Добро бе, човек. А Боро доаѓа, ова е више 10 сат. Веќе Боро, значи ја умеѓу време одам, ќе пробам да трчнам, а истрчав со керка ми еден круг. Па и после она отиде, па се врати жена ми, па пак пробав да истрчам, па Жика Легенд и него го начекам. Трки дое. Трки ме дружеше еден круг. Поздрав и до вас. И кога и да дое некој, Ти се наоѓав сила бар да джогирам. Затоа не се прават сам тие работи. Еден од учеснициве, Алал му вера, не знам од кај беше негде, не беше од Штип, од Кавадарци или од негде беше, и мислам дека на крај го идов втори или трет, заврши, генерален. Си викнал пейсери по маратони. Едно другарче маратон. Па дојде друг другар, втора смена. А по маратони, маратонските дистанци другари. Да. Па предобро. Си викнал другари што се маратонци. Јас сега знаеш вајде. како си го замислив да збориш. Тројца да сме и ти го трчаш и ние сме ти пейсери. На еден круг се менјаме. 1,8 јас. Така и вас многу ке ве фати. 1,8 друг. Трет. Така и- И ти нас ке ни излезе 2 километри на 40 Мислам дека тактикава на овој бољи беше. Зашто ја пука на Јуриш и чао пријатно беше јас и Да, он. доаѓа еден другар си планира 3-4 сата, ќе ти се најдам ја од 8 до 12. Иде го дружи. Логистички е подобро, да. Иде го дружи. И овој таман, малце станица тука, кафетинче лупна, ово оно. Ама глеј сега. Му доаѓа втор другар. Тој на првата трка не го направил тоа. Па, се наредна година ќе се наредиме пейсери, ама. Да, добро утро, ако идам. Добро дека пробаш се вака, мора да го поразиш, да му вратиш.
Така што нормално дека има вредност, пейсери, друштво, како не, све ми е познато. Јас сам ништо од тоа не би правил. Па и да, бе, па секад сте вие екипи Никад. индијанци. Јас сам не би се спремал, бе, не да. би вежбал се себе. Тарасувања, кај бе тоа. Нема шанси, сам не одам. нема Она шанси. му на чешма на утара, да те чека мајка ти со джип и ајде дома. Глупости да ти. Ама да си сам, одма у джипот, ајде. Нема ни да отидам на тара. Не правам Ете. на first place, не, ама не Да, сакам, не да, ми е да, мене да, убаво јасно, сам, не јасно. сакам се. Така што кога и да дое некој, ја наоѓам и и врзувам едно кругче, две, ама истрачам две кругчиња. Ајде паунес, пак. Така што доаѓа жена ми па негде 10 сат и ја на 10 сат решавам конечно советот да го прифатам, да едноставно 2 сата не правам ништо. И викам, знам дека жена ми негде требаше да поминува низ негде и викам помини од Маџо, иди земи некој нешто сериозно за јадење и донеси ми го. Нешто месо, помфрит, салата, што и да, викам. Ја на јадење си мислам стално така. И добро, вика, окей, и после ќе си одиш дома? Вика, не пе, викам, да јадам и да почекам 2 сата. Па добро, ајде, добро. И меѓу време ети ти го Боро, и со Боро. Ама и тоа ги ти каже дома, и дома, и дома, и Даде. како ударци се Мене некако. 4 сата ми е више, ми доаѓаат најболи другари и ми викаат, ајде бе. Ми заврши фудбалот, па доаѓаат пак. Така Не, му не е? знам, не знам како беше. Не, ова па беше пред фудбалот, валјда. Пред 9 и нешто почињаше валјда 9:00, фудбал. Па да. негде пред 9, негде околу 8. И што ти вика? Го гледам ја Боро и он исто. И тогаш ја носи жена ми Маџо. Ручеков, Маџо, и јас седнувам на клупа. Другар ми, и сега си више кој искочен у парк. Буквално. Искочен, бе, јас си седам на клупа, малце ме фати треска исто ради терморегулација, Нормално. а жешко. Замисли се тресеш вака од ладно Знам точно. и носев и А, шушкав, топло. и шушкавец и јак. А пази колку све знам. Замисли 31 мај прогноза е 30 степена. Јас спакуван од 2 шушкавци у торбица. Знаеш што ќе ти Тачно знам што се дешава. Зора мрзне. 2 шушкавци, носење Маџо, жена ми и жена, другар, ручек, клупа. Јас сум искочен Пред у парк. 25 години. Да. И сега за мене ова е фейл. Тоа што го комотно е. во тој момент на 10 сат ја веќе не правам тоа што сум рекол дека правам. Шо е сега ова? Наве комотен си Си ручам пулт порк, помфритче, некое сосче. Сакав да видам дали одма ќе почне да ми се лоши Или ќе или не. И не ми се лошеше. Значи, што и да било поминало, и сега е веќе гладен организмов. И стемнува. Нема Стемнува, толку више да и би. ја го јадам ова, у 2 здива го јадам, пуно јадење. Значи апетит имаш, добро е. Да, ами свинско јадам, бе, човече, у Да. сосови, у све. Тешка храна. Тоа вака, и моабети со Боро, со Ирена, и сега најаден, седам вака, најаден, сега нормално најаден, нема одма почнеш да трчаш, ама тикам у мојата глава, ова е сега, ова ли е 24 часовна тркане, ме заебај. Ова не помага на Mind Games-от. Не помага ова на игри, сега тоа е таа другата страна на паричката. И сега Ирена ми раскажува, она ќе иде, имаше танц она негде тоа време, и као ми вика, па ја ќе одам на тоа, па после танцот ќе поминам па да те видам. Боро ми вика, мај Боро, иди ти гледај си утакмица и се гледаме као после утакмица, нешто такво. И се вртка у шамаце, поминува 8 сати, стартаат овие на 12. Стартаат овие на 12, мене ме поминува 8 сат, Боро си оди и трга да си оди Ирена, и јас сваќам дека 12 сата Поминале. поминале,
И сега, ај, носи. Чекај. Да. И баш така. Беше тргната, Шо бе? Ки си ова. Да. Не можеш. Прегу. баш така. И баш така беше. Мене ми да е убаво се. И баш така беше. Собрав торбицата, ме струпа у кола, туш, кревет, чао пријатно. Ја така на маратон кога се откажав лани. Да бе, задњов. Преклани истрчавме, нели, задњов. Онака исто као не може, коленото ме боли. Буквално ме боли премногу, не може. Нигде не се спремав. Това е скец. Тоа е тоа. Океј. И си седнав и викам, ова е најдобрата одлука што сум ја направил евер на вакви глупости кога трчам. Што се откажав. А сум увек, не, ќе умрам ако треба. Нема потреба да умреш. Зашо? Да. И стално е нели оноа, болка е болка, али повреда е повреда. Не да. си игра играчка. Да. И сега не имам проблеми со колена никаде. Ме болеше бе, многу ме болеше левото. 3 дена со кривев, многу ме болеше. Се упалиле лигаменти или тука лево, не знам што. Ти малце си кривел, ја не дал дена кривев, нешто на стапалото ми беше. Не, 3 дена, ама нас со многу, кога завршив, оштри болки ме. Кам, што Тоа било на граница на повреда. Да, изгледа. И се ти лани си трчал со 80 кило, сега со 90. И не е спремно телото трчачки, друго си барал од него. Да. И ама добро. Ама и секад, Ама ради тоа водно матка немаше шанса да се откажам. ама дали секојаш Зашто беше одвратно? најнегде на крај има и она зрнце у мозок што вика ни прво ни задно не е ова. Не се откажал од животот ти. Ни прв ни заден челендж. Да бе. Особено со маратонот зашто биндер дандет. И више испунето ме беше. Викам, више Да. имаш истрчано. Зашо? Буквално немав зошто. Немав посилна волја да ме води. И викам, окей. И сега јас сум у фаза у моментов која си викам, еве кој би го правил па. Ја па сум соочен со одлуката дали да прифатам дека на 24 часовна трка е окей да ти не преш ништо саат-два. Јас мислам дека е part of the game тоа, да. Мора да е Кој што ги видов, тоа е part of the game. Кој што ги видов, тоа е скроз дел од стратегијата. Па овој Трует Хейнс што го трчаше Last Man Standing, Аха, го гледаше влогот. не го гледав. 20-30 Видов минути. highlights, ама не. Интересно. И е 4 мили на саат. Тоа е тоа. И чекаш да почне нареден саат. И мора и фатиш во Тоа е саат. таа, да, 7 И километра. они се приморани. Ама тие првите бачери трчање 30 и не знам колку саата, 38 тој првиот. Што значи 38 лапс, пота 4. Да. Се и тој седи, ама многу километри си. Ја мислам дека е тоа побрутал. Ја мислам. Мораш да застанеш. Оти ти е лимитирана паузата на колку и да имаш фазла Ресто, до саатот. Да. 5, 10, 15 минути тоа е. Па Трует задњото со шпринт го фати. 3, Да, 2, да. и он влезе. 1, динг, 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 динг. Старт нова. И они стартуваат. Аха. Јој, fuck it. Не може. Да. Зашто седеш у столчето и она you have 1 minute, what are you gonna do, демек, шо правиш, се откажаш или не? И вака гледа празно, а више му се гледаат оние изгубени погледи и пишано доле као subtitles. Демек, I am not resigning on the chair. Да. И стана и као знае дека here we go again. И уште 3-4 сати издржа, маме бро. И на после крај пак на у чер. 90-та влезе и да и пиша. The irony се откажав на чера. Ама сега тоа е. Он Леле. не знам колку истрча. А на сред трка 20 нешто сати. Жикица од Штип. Овој Жика Легенд. Ултра. Тоа е Жика Легенд. Кој не го знае Жикица? Жикица е легендата на македонското ултра трчање. никад не се жали со истата фаца. Не, Рамбо. Покер фейс. Рамбо, поим за стоик, поим за ултра. Значи, он ми е мене Goat. GOAT. Он трчаше со Карас УТМБ, така? Неколку пати.
ама еден од. Карас Да, кога ја да. раскажуваше, така, он е со него. Да. И ми прави друштво Жика у фарм, он е у парк. А он не Не, он е у парк со фамилија. Он е у парк со фамилија, намерно доен за да види, чисто да си види бе да. Да бе, тој му е спортот. Тоа му е, да. И ме гледа мене. И ону фармерка ме дружи. Со мене, врати ме. Ми прави муабети. Ја го прашувам како, што се спремаат. Септември ли ми кажа, ли августи ми кажа годинава. Аха. 300 и јаче километри. Планинска. Каде? Негде Италија, Алпи. Дали 30.000 elevation ми кажа или сум халуцинирал у тие минути, Да, може. ама нешто Не. со што има 150 сата тајм лимит. 30.000 фит, може да е. Не, тоа не е ништо 10.000. 10.000 не е ништо. Што 10.000? Надморска. Елевација? Да, па тоа ти е, рачунај тоа е 40. едно Еверест, ништо не е тоа. На 300 километра ништо не е тоа. На 300. УТМБ име. Колку има? Толку ако не е 10.000? поише, појма немам. Че Може да е 30.000 изгубам. метри, зашо брзо ќе ја Тоа најдам. видео. Одма ќе ја најдам. ти рачунај водно матка имаше 3200 УТМБ. висинска, а на 45 километри. УТМБ 10.000 е УТМБ. 185 е таа. Да. 175 Е или по вај 30.000. 300 и јаче километри. Тајм лимит 150 сата. Он и не е сам, ми кажа дека се екипа некоја. 5 дена 6. Ама замисли, ти одиш на Шричин мој 24 и The Goat Жика ти прави друштво и ти раскажува како ќе иде на 300 и нешто, на 30.000. Жика му века, мршо тука, ти си споменик у Штип треба ти изградате. Треба. Ја не знам што да кажам за тој човек. Значи, тој ми е леле каков човек ми е Жика е. Многу е тоа бе. Многу е бе 30.000 метра надморска. А не бе, не, тој ти е. Браво. И знаеш што е немогучето, што ќе си кажеш он е од оние луѓе што Не. Нема да ни луѓе. што нели генетика се погодила, такви колена, такви зглобови, не бе човек. Све му паѓа, и месо му паѓа, и нема ногти, Генетика за 300. и нема ногти на нозете, и нема колена, ништо нема. Има глава сам. Све што ти си го искусил, И он го и он си го искусува и си тера, и ако не го кажам ја, он нема да го каже. Да. Жика нема да каже дека трчал без прсти на ногата. Жика нема да каже дека Не се жали. 2 дена бил инвалид на едното колено. Он нема да каже, бе, човече. Ја мислам Гогинс може вода да му носи на Жика. Таков човек ми е Жика. Посебно што ја го знам од алпинистички води. Жика мене ми има држано курс на -20 на Тито врв за јажиња и за снегови со копање вака виси на јаже со секира и ти објаснува за лавина и снегови и како да правиш профил на снежни наслаги, не знам што. Тој човек е Жика. Боже. Шеклтон, сваќаш? Леле ствар. Он у 18 век ке бил Шеклтон. А знаеш што е најтрагично со тие луѓе? Што не со Жика, него со овие други бе. Што зборат, бе, тој има генетика. Они мислат дека овие типови како Жика Надарен. не осеќаат колена дека ги болат. Да. Мислат дека нив не ги бола и дека немаат они плускавци. Аха. Сите имаат се. Крвови бе. Само Крвови. глава имаат, трпат јебика, тоа е. Крвови. Има ментален тренинг. Има сати, има толеранција на болка, тоа е. И било ситуацијата 1000 пати, знае дека нема да умре. Кога трчаш 20 кец и ги се укочиш цела недела после тоа, после ти е нормално на 20 кец, не те ни болат нозе. Битно И на крај си отиде, си отидов дома. тоа беше Баш така, кој што го кажа бе Апла, тргната жена ми и викам ај ништо.
Најубавото тоа. ранецот. И после ме прашуваа луѓе кој шо како, и ја им кажам, се откажав на 12 саат, и колку направи, не знам колку направив, некои 6 километра, 60 нешто ли се таму. на крај, не се пе? Не знам бе човек, лапови се, ама ја последните лапови не бев Добро да има негде статистика. при сигурно. свест, дали беа 34, дали беа 36, дали беа 30. 6-70 километра си помня. Горе да. Добро, не е малку. Ама човек ги одев, Добро. 50 ги одев пред недела дена. Добро бе. Сваќаш шо дека сум ги истрчал 60. Ако? Ја од тие 60, 40 ги поминав првите 4 сата. Леле. Ја 4 сата супер трчав и апла така и ги правев. Ја имав 40 на 4. Ја си правев 10 че на саат. Да, бе. Без Ја си проблем. правев 10 че на саат. Тоа е топ. Ја направив 40 у првите 4 сати. И што после 8 сата се влечам? Ама многу, абе викам, ве сакам сите, стварно фала, да не ми правите глупо ово, оно, ама уживај, не се кирај. Тоа Поминато ми е. стандард е друг, да. Поминато ми е све ова. Океј сум со поразот. Океј сум со, Да, да е глупост. со отказов. Јасно ми е што се деси. Знам дека тебе е убаво, ти звучи многу и ти никад 12 сата не си се движал. Супер. Те сакам и ја, ама уреду е, У знаеш. мојата глава е друг. Ше, звучи вака многу, ама еве вака ако го ставам, како звучи? 4 60 за 12 или 20 за 8. Да. Така па како? Трчаш оваа девојкава? Кате, како се викаш? Не, многу луѓе не беа, затоа што недела дена Паралелно? пред тоа беше Охрид. Охрид трейл? Охрид трейл беше претходниот викенд. Аха. Аха. А она трчаше тамо? Она беше таму. За Катарина збориш, сега? Да бе, милиарда Шиповик. километри. Да. шо. Спартатлон. Да. Она беше на Охрид. Па мене она ми направи, знаеш, таква разлика. Се лигалам ја на 20 кец, отварам 207. Ај, викам, пичко. Не ме дупи. Колената, пак тука кривам, па демек тука седиме нешто, демек се наградуваш 2 сата си трчал, браво да ти. Сепак има и искуство и кога ти си посветил од својата намера во спремањето за ултра настани. Кај нив има и физички елемент што е пооптимален во однос на ја и ти, што вакви ствари ни се исклучиво ментална игра. Да, Оти физички сме индијанци за ова. тешки. Кога некој со намера пристапува Се спрема. кон постигнување некаков перформанс на ултра настан, он ни саатите и годините полека формира техника што е оптимална за вакви трчања. Ја кога ја гледам Катарина како трча, кога ги гледам овие што беа викнати странциве, ја кога би требало да дизајнирам перфектна тркачка техника и биомеханика за ултра, така ќе изгледа. Некако што е за атлет. Ама во мојата глава тоа ги крши сите можни правила за трчање. Да. Ако јас сум атлетски, не, ако јас сум атлетски тренер во себе си, јас сум атлетичар by definition, јас сум атлета. Аби нема тебе. Кој што има цениш од трчано лоша техника. 400, ја имам години од мојот живот посветено на анализа на милиметри, агли, оптимум на одбивање, овакво power balance, power dynamics, удар во земја, како се кога некој така пристапува кон трчањето и кога ќе видам ја ултраш како Ова ти е трча, очобол. очобал, немојте молам леле. Кој ве научи вака да трчате, значи се ежам колку ми е. Ама ултра сакаш да трчаш. Тоа е начин. Вака личи тоа. И сигурно не трчаа случајно они така. Така е. Зашто гледаш и Нейзе и Странцивек и И истиот тоа е тип таа на трчач. намерата, знаеш, она побарајки ти даде.
Така е. Они може свесно не седнале да анализираат Да. како изгледа перфектна механика за 300 километра. Ама кук да те боли помалце, колено, Така. Вака. Искуси еднаш, искуси два пати, година, 3-10 милион километри. сам се морфаш. Самото телото ќе си се подеси кај што му е, Си вика че ќе трча кај цело што време. кај ајде. што најмалце штета ќе доживее. Да, И да. ти кога ги гледаш нив, они глајдаат. Нема високи колена, нема нема. баунс, нема лесноча, нема експресија на организмот. Не. Све е тоа вака ефикасно, економично, стутканко, нема вишак движење, вакви се тук Така, брзо одење. и се влечкаат нозете, ама не се влечкаат, таман си се, Кој што треба, бе? да нема ударци, да не ти еден удар така до мене и тебе повреда може Вратот. у врат да направиме од трчање. Јас ти, ти Така знаеш што тоа би ми бил тоа би ми било најголема пречка кога Друг би спорт е, бе. решил да правам вакво нешто. Ја духовно не би можел тоа да го не би можел, греф ми е. Добро, не можеш безаш. Против види. против све со мене е тоа. Нема да трчаш така. Ќе трчаш кој што трчаш за 24 сата, ама ќе издржиш, можеш. И ќе набиеш повреди. Добро сега. Ама тоа ти е ко на Усейн Болт да му кажеш. Ја кога трчам, земјата се тресе. Па се нема толку експлозивно ти. Добре, не дека стварно се тресе, ама за На мене тоа стотка е се трчање. тресе, да. Јас сум... Па Дарио, па убаво трча. Не, тоа е друго. Тоа е Тоа е маратон. друго. Тоа е друго. На тој начин? Човек, маратонски. абе 3 минути километар, не заборај. Дарио трча 18 секунди стотка. Пак, леле. Тоа е трчање. Тоа е трчање. Дарио трча перфект, тоа е трчање. Стварно не е различно, трчаш спринтови маратон. 18 секунди стотка, цел маратон. Тоа е атлетско трчање. Он биомеханички трча како тркач. Стварно, човече. Неговата верзија во малку поизразена форма е веќе спринт. Да. Малку поколеното, малку повеќе снага удар, малку повеќе завесла и со рацете, малку повеќе укорот работење. Многу мал е скокот од Дарио и спринт. Биомеханички Ма гледано. тоа сега го размислувам, бе. Ти ако он е 3 минути километар, 18 секунди стотка. он е петка, значи за 15 минути, така доаѓа. 15 минути А петка. рекорд у Македонија колку е? Или Па негов е. Евер, нема врска у светот. Негов е. У светот е 12, 13. 12 нешто, 12:30, 12 испод 12:30 може отидоа за него. А он трча за 15 у маратон пейс. Да, бе, да. Значи он да се Да, запне за ова може да ги Не, како сакаш анализира го Дарио е у сите дисциплини. beyond comprehension. Но нормален човек не разбира што е Дарио. Да. Вака ќе ги ставиш, Джабе му ги ставаш. Не, Нормален 18. човек не знае што е 18 секунди стотка. еве нека може да проба стотка секој. Ама така де? Нека проба. И па нема проба. И пробај и види. И па нема. Нормален човек да проба, ќе се сопне, ќе заврши у болница. Ќе заврши у болница, ќе се сопне на асфалт, ќе се одаре фацата. Абе нека се сопне него за да може да она. Нема и плюсо нема да ја оди. Нема да ја оди ти. Ти мене најбрза може да ми е бе, 14-15 секунди евер, 15-16. А он така го трча целиот маратон, човече. Тоа е Така што мене тоа би ми била најголема, скоро несовладлива пречка, што ја духовно никогаш нема да го прифатам фактот да се одречам. Оти јас сум 41 годишњакот што ма спринтови. добро да. Ова е друга. Ја не сум оној што за мене влечење нозе е греф, срам ми е. Значи, од жика не ми е срам. Ама да дое некој од мојата атлетска кариера, да дое Фичо, што сме трчале 400-ки, мене ја ќе застанам, не ќам Фичо да ме види. Не, Фичо, у парк сум, у парк. Еве си јадеме од мајка. Да, е тука нешто. Абе, со друштво тука му правам пратња на другаров. Жика панталони го трча. Да, де.
И си имам дел од душата што е Да, така. јасно ми е, тоа добро. Јас- Да. Треба да е убаво. А Фичо ми бил тој со кој што сме анализирале 400-ки. Фичо е Flow 200-ка. Да, бе, знам. Фичо да поминеше, не, грешка. Добро, добро. Сега, ако сакаш да ја пријавиш нареден пат, Дарио Тоа е шема тоа. маратони, Аха, 3 минути километар. мислам на начинот на кој трча, он не е 3 минути километар. Можеш и петкат Отом потом. по-плански и тоа е тоа. Да. Продолжуваме дале, нема фейло. Тоа беа. Моето е по-класичен пораз, твоето не е, ти си тераш. On to the next one. On to the next one. Ајде, чао. Ајде, чао. Денешната епизода ја поддржува специјалната очна болница Деница од Скопје. Најдобар избор за оние што сакаат да го зачуваат својот вид и да останат активни. Запомнете, јасниот вид е клучен за вашите спортски перформанси. БК15 кај братот Апарел си имате 15% со нашиот код.